Градоначалникот вети и дека ќе овозможи учество на граѓаните во процесите на донесување на одлуки и креирање политики на локално ниво, а наместо тоа успеа за себе да направи ситен политички маркетинг со објавата дека ги вклучил граѓаните од Прилеп во донесувањето на буџетот на локалната самоуправа за 2018 година. Градоначалнику Јовановски, овој ваш обид да ги искористите граѓаните на Прилеп и да глумите транспарентност и отвореност во литературата за активно граѓанско учество се вика манипулација и декор. Да ви појасниме, тоа е ситуација во која граѓаните ги вклучувате само символично за своите потреби, а не ги консултирате и не решавате реални проблеми. Вие, на седницата на вашиот граѓански парламент, кој сами си го составивте, од за вас подобни лица, на присутните им сервиравте готов буџет на кој граѓаните немаа можност да дадат забелешки, а камоли да додадат или изменат нешто. Доколку вашите намери беа искрени, вие ќе спроведевте процес во кој ќе ги консултиравте урбаните заедници, ќе изработевте анкетни прашалници, ќе организиравте јавни собири и фокус групи, преку кои вистински ќе ги откриете приоритетите и потребите на граѓаните, бидејќи семеен буџет не се креира во еден ден, а камоли буџет на општина Прилеп. Ве повикуваме да си ги прочитате и да се потсетите кои ветувања ги дадовте во предизборието и да побрзате да ги остварите во интерес на граѓаните. Да ве потсетиме дека на граѓаните од населбите Три Багреми и Мексико јавно им ветивте дека до 31 декември 2017 година ќе добијат вода и струја. Ништо тоа. Рековте дека ќе го вратите епитетот Прилеп најспортски град. Ве повикуваме да не ја жртвувате ФК Победа и спортот во Прилеп. Ветивте многу, а не остварувате ништо. И затоа ние, заедно со граѓаните, редовно ќе ве потсетуваме. Прилеп се сака со дела, не со лажни и нереални ветувања.